Да, вчера беа, се случи можеби првото изненадување во ова осмина финале. Марокко успеа на пенали да совлада Шпанија. Шпанија за многумина беше и фаворит да стигне до самиот крај на првенството со нивниот одличен фудбал, но мароканците изненадија на еден начин, се спротиставија на таа игра на Шпанија која обожава да го има поседот на топката. Мароканците беа мирни, не ризикуваа премногу. На крајот стигнаа до тие 90 минути со 0-0, продолженијата исто така завршија без погодоци, за на крајот Марокко да успее на пенали, една одлична серија за мароканците. Шпанија исто како и Јапонија претходниот ден влезе некако уплашена во тие пенали, иако на лист можеби е поискусна репрезентација. Играчите неизини играат во најдобрите клубови во Европа, но и голманот Боно на Марокко имаше феноменални одбрани, и тој е еден искусен голман кој брани во Севилја. Така што мароканците изненадија не само во групата, тие продолжуваат да бидат најголемото изненадување на ова светско првенство, но ќе видиме како ќе се одвива надпреварот против Португалија во четвртфиналето. Португалија која со селекторот Сантош синоќа ризикуваше. Од стартните минути не играше капитенот Кристијано Роналдо, тој беше на клупата. Но сепак Португалија убедливо стигна до една победа. Никој не очекуваше 6 погодици во мрежата на Јан Сомер, но ете, Швајцарија некако многу разочара. Тие се познати како една цврста екипа, тоа го покажа и во групната фаза, тоа го покажа и на претходните првенства, но навистина не е јасно дали ова беше една многу мокна Португалија или една многу слаба Швајцарија. Тоа беше со тоа се финализира осмина финалните дуели. Имаме сега 2 дена пауза од фудбалот, па во петок се враќаме со четвртфиналето. Само уште еднаш да ги споменеме четвртфиналистите. Тоа се Португалија, Марокко, Холандија, Аргентина, Хрватска, Бразил и европјаните Франција, Англија. Значи, ќе има навистина добар фудбал. Дефинитивно. Посебно овој дуел што го спомна последниот, Англија-Франција, тоа старо дерби европско, две светски сили, гледано и политички и спортски секако, ќе биде доста интересен тој дуел. Хрватска најголемиот аутсайдер во сите овие дуели, како една балканска екипа се надеваме дека ќе успее да изненади против мокниот Бразил, некако да ни израдува нас балканците, иако ќе биде многу тешко. Аргентина влегува како фаворит во дуелот со Холандија, која не е ни помалку ни повеќе искусна во овие надпревари како екипа гледајќи во историјата, но актуелните состави сепак ја фаворизираат Аргентина, иако Холандија предводена од искусниот Луис Ван Гал може да направи, да не речам, изненадување. И како веќе споменав за Португалија, Марокко, тоа ќе биде еден доста изедначен дуел. Мароканците, ако играат како што играа синоќа против Шпанија, може да стигнат до полуфинале. И навистина ни преостанува, ова е најинтересното во целото светско првенство. Овие од четвртфиналето натаму веќе нема некои големи аутсайдери, нема веќе некои послаби екипи, следуваат само интересни дербиња за гледачите. Во секој случај интересни фудбалски надпревари и натаму се до крајот, нели, до финалето на светското првенство во Катар.